11 часот и 10 минути како и секој работен ден, така и ова работна недела не пропуштајте да бидете заедно со нас. Зошто? Затоа што почнуваме со одличен разговор посветен на еден несекојдневен јубилеј, на еден извиднички одред, еден и единствен во нашиот град, во градот Прилеп, а тоа е извидничкиот одред Феникс. Имам прекрасно друштво тука во нашето студио, Александра и Ивана. Добре ми дојдовте и ќе разговараме овие минути за се она што се случуваше изминативе 10 години во овој извиднички одред, така? Добар ден, добро ве најдовме и воедно благодариме за поканата за гостување во вашата емисија, во која што несомнено верувам дека ќе се вратиме на сите убави моменти, а воедно и предизвици кои што ги поминавме во изминатите 10 години заедно со извидниците. Благодариме на поканата. Така. Едно убаво здружение, една убава група во која што членуваат кој, како, зошто и кога. Ќе почнеме со Ивана. Кога дојде до формирање на овој извиднички одред, јас да не спомнам дека сум и јас вклучен во таа креативност, но ајде ќе слушнеме од Ивана. Точно така, се започнува 2015 година, кога група на млади ентузијасти би ги нарекла, во која што нели спаѓаше и ти, одлучија да формираат извиднички одред во нашиот град. Меѓутоа, пред формирањето на нашиот одред би се вратила неколку години поназад. Да кажам дека во 2010 година веќе еднаш беше формирано извидничко здружение, тоа е извидничкиот одред Еригон од Прилеп, кој што за жал не обстојуваше долго време. Набрзо после своето основање премина во кајакарски клуб, за да веќе неколку години покасно го формираме нашиот одред, извиднички одред Феникс. Назначени беа и првите органи на самиот одред, односно старешинството, назначен беше и првиот старешин и началник на одред, како и првите водачи, кои што има можност своите знаења да ги пренесат на нашата прва патрола би ја нарекла, тоа беа децата кои што беа тогашни членови на Сдруженијето за аудио и визуелни уметности Креативити Прилеп. Со децата се работеше добри 2-3 месеци би рекла и се изучуваше во целост извидничкото, основите на извидништвото, за да веќе во летото 2015 година заедно и ние како извидници и децата од Креативити имавме можност да учествуваме на извидничката акција Camping Fun во организација на извидничко-езерскиот одред Пионер од Охрид, каде што сите заедно имавме можност за прв пат да видиме што значи да се биде извидник, како е да се кампува, да се оди на стаза, да се надпреварува и така натаму. После тоа летото почнавме да земаме учество и на други активности во организација на другите одреди ширум Македонија би рекла, за да веќе во септември го направиме и нашиот прв официјален упис. После тоа направивме прераспределба на групи патроли според годишната возраст, а на 3 ноември го имавме нашиот завет. Заветот представува свечена церемонија каде што извидниците даваат свечена заклетва дека ќе живеат и ќе работат според извидничките закони. Со работа, со љубов, со надпреварување и многу дружење и позитивна енергија, дојдовме до февруари првиот роден ден, вториот, третиот и еве денес тука до 10-тиот роден ден. Одлично, знам дека ќе сите оние кои што ќе членуваат во извидничкиот одред ќе слават уште многу родендени. Александра, зошто е важно да се биде извидник и што прават извидниците кога ќе се зачленат во извидничкиот одред? Значи, како што спомна Ивана, постоиме веќе 10 години и би сакала само еден интересен факт да кажам, што направивме нели сега некоја статистика дека околу 250 членови се поминати во извидници. Значи, дошле на извидници, можеби останале, можеби не. Но она што е најважно кај извидниците е тие да ги примат вистинските извиднички вредности, односно животни вредности и да ги носат со себе во текот на целиот живот. Што значи да се заколниш да бидеш извидник? Тие вредности мора да ги пренасочат или да ги преточат во заклетва. Апсолутно. Значи тие се вредности што тие ги прифаќаат во себе и ги носат во текот на целиот живот. Да се биде извидник значи да се биде добар другар, да се биде искрен, чесен, работлив,
активен чинител во заедницата, и самоиницијативен, да им се помага секогаш на другите, онаму каде што е најпотребно. Ама јас мислам дека и за да бидеш извинник треба, како викаат старите, да ти работи кликеро 360 на сат. Да, апсолутно. Тоа би го нарекле, нели, да си самоиницијативен. Ако видиш дека долу има, не знам, некое ѓубре, да го земиш, да го крениш, нели, да го оставиш светот малку подобро од она што си го нашол. Сега Ивана, Извиничкиот одред Пионер организираше една одлична манифестација покрај Охридското езеро со кампување со 300 чуда, со интересни различни работи кои што и активности кои што ги прави извиниците. Што ќе кажеме за нашите активности, особено кога станува збор за Фениксија? Знам дека и таму има посебен третман извиниците кои што ќе дојдат од Македонија. Не се само да дојдат и да запалат оган и да ја запеат извиничката песна, мора нешто да прават. Точно така. Во склоп на програмата на Сојузот на извидници на Македонија, нашиот одред секоја година организира тродневен камп, односно извидничка акција. Секоја година имаме ново издание, би нарекла, на самата извидничка акција. Во една прилика, разговарајќи со Алекс и со останатите членови на извидниците, јас би одвоила дека мојата извидничка акција е дефинитивно населување на Фениксија, која што беше организирана 2019 година и на која што учество зедоја 200 млади извидници од Македонија, меѓутоа имавме и гости од Србија. Што се случува? Правиме патека, значи ние сме домајкини на сите извидници кои што доаѓаат во нашиот град. Првично бираме локација каде што ќе се одржи самата таа извидничка акција. Гледаме тоа најчесто да биде некое пошироко место, бидејќи потребен ни е простор каде што извидниците ќе имаат можност да ги стават своите шатори во кои што спијат. Организираме многу игри, меѓутоа и најбитниот дел ја организираме и стазата, која што е поврзана со ориентација. Извидниците имаат многу задачи кои што се поврзани со самата таа стаза, од цртање на кроки, пишување на извештај за дел од помината патека, пресметување на азимут за да се ориентираат и да пронајдат контролната точка во природа, па се до кодирани писма, семафор како знак на комуникација и така натаму, за да веќе третиот ден од извидничката акција ги прогласиме победниците и ги доделиме наградите. Меѓутоа има и нешто интересно, би рекла, ова е нормално интересно, меѓутоа интересно и опуштено, би рекла, тоа се вечерните средби кога седиме покрај оган, имаме гитара и пееме македонски хитови, меѓутоа во извидничка изведба, би рекла. Одлично е тоа, таквото чувство се доживува еднаш, ама се раскажува за секогаш. Александра, можеш да ни кажеш како изгледа еден ден на еден извидник тука кај нас во извидничкиот одред Феникс? Значи, нашиот одред моментално брои околу 100 членови, активни членови. Значи, тоа се млади и деца, најчесто најстариот член е 20 години, 28, не знам Филип колку има, како и да е. Значи, мислам дека сме најголемата организација во Прилеп за деца и млади, ако има некоја поголема, нека се јави, ќе соработуваме. И нашите активности, мислам, надвор од камповите, од тие повеќе дневни активности, најчесто во сабота имаме часови. Моментално часовите ги држиме во основното училиште Кире Гавриловски Јане, поради тоа што немаме друга просторија, тие ни ги отстапуваат своите простории. И секој извидник припаѓа на една помала група, што ние ја нарекуваме патрола, односно мал тим. Секој тим си има свој водач на патрола или тим лидер, може да го наречеме, и тим лидерите, односно водачите, се средношколци кои што се задолжени за креирање на програмата. Така што ти имаат некоја слобода да буквално било што може да се поврзи со извидници. Значи, дали се тоа врзување јазли, дали се некои меки вештини за вработување и слично, дали е тоа палење оган, градинарство, било што е во склоп на извидниците, бидејќи целта на извидништвото е да ги запознае уште од мали деца, да поттикне некако љубопитноста кај децата, за тие понатаму да си ја најдат можеби професијата, да се пронајдат себе си, што сакаат да прават во животот и така. Не е лесно, Ивана, да задржиш млади личности во еден извиднички одред, со оглед на тоа што сега технологијата е многу напред, а извидник треба да бидеш, ако си еднаш, се колнеш и остануваш за секогаш извидник. Која е тактиката и која што ја применува извидничкиот одред Феникс, пред се да се задржат тие млади личности? Се сложувам дека воопшто не е лесно да се задржат младите, особено долг временски период во една организација.
Оно што можам да го кажам како поранешен началник на одредот кој што работеше Координатор за програма. Координатор за програма, да, и кој што долго години работеше со самите водачи на одредот, меѓутоа и генерално политиката на одредот е со многу работа во однос на водачите да пробаме да ги задржиме, нели, бидејќи тие се нашата движечка сила и доколку ги нема водачите, ќе го нема и Феникс. Многу е битно да воспоставите добра комуникација, да имате отворена комуникација, за да можете секој пат искрено... Оти таму да си кажеме искрено, идат деца од 7 па нагоре. Сега, ако се однесуваме со 7 годишното на еден начин, барем за момент треба и со поголемиот да бидеме на тоа исто ниво, за да биде и помалиот дека заслужува место. Апсолутно. Она што би сакала да го посочам е тоа дека бираме најчесто средношколци кои што ќе работат со помалите. Значи за секоја категорија на извидници, кога станува збор за водач, гледаме да тоа биде барем категорија плюс во однос на извидниците. Еве да посочам и што значи тоа. Во склоп на Сојузот на извидници на Македонија имаме категорија која што се однесува во однос на годишната старост, односно возраст на извидниците. Постојат 4 категории. Тоа се развигорци, извидници, истражувачи и ровери. Па на пример доколку најмалата категорија развигорци имаме формирано во нашиот одред, гледаме секогаш водачот што ќе биде на таа патрола да биде од категорија истражувачи или од категорија извидници. Повторно ќе кажам, потребно е многу волја, љубов и позитивна енергија пред се, така да верувам дека тоа е најдоброто решение и работа првично нормално, за да си ги задржиш младите во својата организација. Многу љубов. Александра, само да ми кажеш ти, каква е хиерархијата во еден извиднички одред? Зборуваме за началник, старешина, после што и Потоа имаме старешинство и затоа нели Ивана го спомна. Пред се ме интересира каква е хиерархијата. Дали се почитува или што би рекле прилепчани се поштува оној што е старешина и оној што е началник кога одиме на една акција, било како еден обичен час? Апсолутно, мислам, ние нели имаме таква вертикална хиерархија каде што ги имаме членовите, па водач на патрола, па началник, па старешина. Пробувам да ги кажам, бидејќи ова се извиднички термини, а многу лесно може да се најде нели како се вика компарација друг. Добро, и не се баш непознати термини и подома можеме така да си ги нарекуваме, на пример началник кога звони мама на телефон. Така што старешина сум јас на одредот, тоа значи дека сум претседател потписник, застапник на правното лице. Да, се почитуваме едни со други, но нели мора да спомнеме дека тоа почитување треба да биде обострано, така што морам и јас да имам почитување за сите други, за и тие да имаат кон мене. Така што користиме некои уникатни методи, би го спомнала извидничкиот метод, каде што мора да најдеме некој точен пристап кон децата, бидејќи работиме со деца и млади кои што се не знам, многу нежна категорија. Прашање до двете. Од каде ги црпите идеите за да работите со сите овие деца? Дали некогаш спласнуваат тие идеи или од една реализирана се раѓа нова? Кога работите со група на млади ентузијасти, пак ќе ги наречам бидејќи сме и група на млади ентузијасти. Волонтери пред се. Волонтери пред се. Се уште сме млади. Се уште сме млади, точно. Секогаш има една бура на идеи би рекла, која што доаѓа во зависност различно од секој водач. Не можеме секогаш да работиме со 100% полна пареја, меѓутоа се трудиме да секогаш дадеме се од себе. Да бидеме креативни во сите тие активности. Исто би спомнала дека извидништвото има интернационална димензија, значи во светот има околу 60 милиони извидници. Ние сме дел од Сојуз на извидници, Сојуз на извидници е дел од Европски регион е дел од Светската извидничка организација, така што многу наши членови и јас конкретно сме учествувале на интернационални настани, така што дел од идеите ги црпиме и од другите држави, сојузи, извидници, пријатели што сме ги створиле и така. Што се можат да направат прилепчани и прилепчанки? Да зборниме за јубилејот кој што следува, а тоа ќе биде на 1 март. Не секојдневен јубилеј кој што значи 10 години дружење, 10 години многу идеи, 10 години многу локации променети, различни манифестации, феникси, кампови, кампувања, плачки, смеа, палења, извиднички.
огнови, смеења до раните утрински часови од тој извидник мора да седи до касно, за да стане порано и да му биде мака цел ден. Точно, се согласувам. Еве, не сум слушнала подобар опис од ова долго време. Што ќе се случува на 1 март? Еве, тој дел би го препуштила на Александра. Во склоп на 10 години, нели, направивме повеќе настани, така што првиот настан ни беше во саботата, интерен настан, Избиднички завет, 11 поред. Следниот настан ни е во среда, на 19 февруари, имаме крводарителска акција, така што би ги поканила сите слушатели и гледачи на радиото, кој сака може да дојде во одделението за трансфузиологија во општата болница Борка Талевски, ќе имаме крводарителска акција. А на 1 март имаме таа нели свечена церемонија во кино Мистон, каде што ќе ги поканиме нашите родители, деца, избидници, соработници, медиумски соработници и било кој што сака може да дојде да не посети на 1 март во 12 часот во кино Мистон. Така што ќе имаме гости од многу градови, бидејќи во цела Македонија има околу 23 одреди, така што очекуваме многу гости и добра забава. И нормално да се научи извидничката химна која што ја слушаат нашите слушатели во позадина и оние кои што не гледаат. Што ако не ја научиме извидничката химна? Ќе ја пееме сите заедно во хор, така да не постои можност да не се научи извидничката химна. Така е. Јас знам дека секој сакал или не мора да ја научи барем на почетокот да се потруди, после сама се иди. Пред крајот на овој разговор мора да се потсетиме на некоја анегдота која што се случила во овие изминати 10 години. Имало многу. Тие се сигурно некои извиднички глупости, но да се потсетиме и двете на нешто што сега во моментот ви текнува, нешто што оставило впечаток. Било да сте биле на некоја активност дома или во Кире Гавриловски или во старата општинска зграда каде што порано действуваше извидничкиот одред, да чуеме. Ајде, Александра па Ивана и треба малку повеќе време, има многу повеќе глупости за памтење. Да, ама и мене ми треба малку повеќе време. Јас имам секогаш ја кажувам таа случка, тоа беше првата акција Кампинг Фан, каде што во групата во која што се пребарувавме јас, Александра, Ана и Марија, поздрав до нив. Влеговме во вода и требаше да во чамецот да весламе до една определена точка. Меѓутоа, чинам тоа беше Марија, постојано веслаше во погрешна насока. И ние добри 5 минути стоевме во место додека останатите надпреварувачи одеа до точката и се враќаа. Не можевме да сватиме во што е поентата на самото нешто, додека не свативме дека Марија весла за жал во погрешна насока и тоа не кошташе поени на самото бодување во однос на таа игра. Ама тоа е ситуација која што секогаш ќе ја памтам и секогаш ќе постои како интерна зафрканција помеѓу нас четирите. Да. Вака сега нешто што ми текнува така по-смешно, по-комично. Бевме на, како ние нели што ја правиме Фениксија, така има еден одред во Скопје, во близина на Катлановска брезица, кој што организира акција, така што нели ние имаме мапа пред нас, според која што треба да се ориентираме. Во тоа време, мислам дека 2017 година немавме сите интернет на телефон, така што немаше GPS и такви работи. И по грешка, наместо да ја следиме трасата, ние заминавме дури до Катланово и мораше да идат со кола да не земат затоа што бевме уморни, али се заврши како што треба. Повеќе час од колку што беа планирани за самата патека. Меѓутоа многу спомени дефинитивно и многу такви некои интересни случаи кои што ако почнеме сега да ги кажуваме сигурно до вечер до 20 часот верувам дека би ги кажали тоа повторно не се. Ако имаме можност виднена да кажеме и делот тие. Тајната на извидниците во такви ситуации ти се градиш како личност, што треба сега да правам, како да се снајдам во моментот и што е најбитно кога си извидник и кога одиш да кампуваш или на некоја друга манифестација, без разлика колку години си, мора да знаеш дека таму нема тато и мама. Таму се грижиш сам. И треба да си одговорен за да те почитуваат старешините и началниците и обратно да ги почитуваш ти. Зашто ако еднаш појдеш така и не се чувствуваш како извидник, после нема да ти се оди. А во спротивно,
секој нареден пат ќе биде уште поинтересен за тебе. Би сакала само да те надополнам, нема тато и мама и нема телефони, најбитното. Одлично, супер. Јас се радувам дека сите оние кои што не слушаат и кои што не гледаат моментално, а ќе не гледаат затоа што и ова видео ќе го поставиме на YouTube за да го одбележиме и официјално како медиум 10 годишниот юбилеј. Се надевам дека уживаа во нашиот разговор. Ќе завршиме со една композиција по желба на Ивана која што мисли дека јас не сум спремен и за таа песна, но спремен сум. Тоа веднаш по завршувањето на разговорот. Ви посакувам дечки многу успехи понатаму. Уште 10 пати по 10 години па да се видиме јас на 115, а вие на 85 години. Тука зборуваме за 70 години извидници. Да, ова би го рекла сега во народски стил, дај Боже Никола, од твоја уста до Божи уши. Одлично, ви посакувам уште еднаш се најдобро. Александра, продолжете понатаму онаму каде што чекорите, а тоа е вистинскиот пат да ги оттргнете младите од социјалните мрежи и од сите оние негативни влијанија. предизвици кои што се прават, можат да ги направат и во живот тие предизвици со многу покултурни, поурбани работи кои што ги измислуваат само извидниците и никој друг. Да, благодариме на поканата и се гледаме на 1 март. Така е, покана до сите на 1 март во кино Мистон, не знам во колку сатот, но знам дека 12 часот. Во колку? 12. 12, вие од 10 часот биете таму затоа што 2 сати треба за да се подготвите да видите што ќе се случи од таму, а ние пуштаме една композиција која што се нарекува Скитник. Немој да мислите дека тоа е скитник, извиниците не скитаат, тие парадираат секогаш на вистинското место и во вистинско време со вистинските началници и вистинските старешини. Поздрав и продолжуваме ние со нашата програма. Што се минати и ноќите го сакам она што го немам сега јас, сакам се патеки